Израелците внимателно ги следат предстојните избори во САД, како што се очекува САД да одиграат голема улога во помошта да се постигне прекин на огнот и ослободување на заложниците, како и во помошта да се организира нова влада во Газа. Неколку анкети во Израел покажуваат дека израелското јавно мислење се променило, особено во последната година. 7 октомври ги насочи израелците повеќе кон десно и така кога ќе ја погледнат американската политика или на кое било друго место, тие гледаат поделба меѓу левите и десните и тие обично одат на страната со која се идентификуваат повеќе, а таа страна во овој случај би бил Доналд Трамп. Повеќе од 200.000 двојни американско-израелски државјани живеат во Израел и многумина планираат да гласаат на изборите во САД. Еврејската држава долго време ужива посебен однос со Вашингтон, а од почетокот на војната против Хамас во октомври минатата година, САД усвоија закон за испраќање на Израел 12,5 милиарди долари воена помош. Многу израелци се сеќаваат на храбрите постапки на поранешниот председател Трамп за поддршка на Израел за време на неговиот прв мандат. Луѓето велат, тој ја премести американската амбасада во Ерусалим, го призна суверенитетот на Израел над Голанската висорамнина, го поддржа Израел на многу начини, особено во однос на неговата борба со Иран. Значи постои аспект на благодарност. Аналитичарите велат дека многу израелци исто така ја ценат поддршката што ја покажа председателот Бајден по нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври и покрај опозицијата на некои од неговата партија. Бајден го посети Израел само неколку дена по нападот на Хамас на 7 октомври, усвои огромен пакет помош и одигра клучна улога во одбраната на Израел од стотиците ирански проектили испукани врз Израел во април, додека работи на тоа нападот да не се развие во регионална војна. Но одлуката на администрацијата на Бајден да спречи дел од американското оружје, стравувајќи дека нивната употреба во пренаселениот појас Газа ќе предизвика многу цивилни жртви, предизвика тензии со владата на Нетањаху и влијаеше на израелското јавно мислење против него. Joe Biden has given Israel a very long leash. Џо Бајден му даде на Израел многу голема слобода. Ние сме повеќе од 9 месеци во војна и тој во ниту еден момент не кажа веднаш да се случи прекин на огнот. Тој задржа бомби од 2000 фунти што требаше да се користат, мислеше дека ќе се користат во урбаните области и не сакаше тоа да се случи. Но тој инаку го одржува протокот на оружје генерално конзистентен. Иако анкетите покажуваат дека израелците сакаат Трамп да победи на изборите во САД, некои израелски аналитичари сметаат дека победата на Трамп е причина за загриженост. Воопшто не сум убеден дека целокупниот произраелски став и изјави на Трамп покажуваат многу за иднината. Може да го смени фокусот. Премиерот Нетањаху ќе го посети Вашингтон наскоро. Тој планира да се обрати на заедничка седница на Конгресот на покана на републиканците, во она што некои го гледаат како партиски подек на Нетањаху, слично како неговите обраќања во Конгресот во 2011 и 2015 година, во време на председателот Обама и тогаш под председателот Бајден.